Илинденското востание, а посебно неговиот најславен, но истовремено и најтрагичен чин, краткотрајната Крушевска република, во чии темели беа вградени долгогодишните национални и социјални стремежи на нашиот народ, наидоа на мощне значаен одглас и во македонската драмска литература. Тројце истакнати македонски творци до овој момент се обидоа во драмска форма да ги оживеат драматичните илинденски настани во Крушево, инспирирани од херојскиот подвиг на нашиот народ за време на Илинденското востание, поттикнати од обврската да го овековечат неговиот надчовечки напор со оружје в рака да прокрчи пат до националната и социјална слобода. Војдан Чернодрински, основоположникот на македонската драмска литература и театар, на илинденската епопеја прв му ја посвети драмата Духот на слободата, и тоа уште во текот на 1905 година. Во 1923 година, крушевчанецот Никола Киров Мајски во драмата Илинден со силината на непосредното сведоштво ги реконструира подготовките и избубнувањето на востанието во Крушево. А по повод 65 годишнината на Илинденското востание, Васил Илјоски достојно му се одолжи на својот роден град со драмата Окрвавен камен, во која најцелосно се оживеани ослободувањето на Крушево и создавањето на Крушевската република. Определувањето на овие тројца македонски литературни творци за оваа колку благородна, толку и тешка за драмско обликување материја не беше ни малку случајно. Војдан Чернодрински, авторот на драмите Македонска крвава свадба, Зло за зло, Робот и Агата, Од глаата си патиме, Средба и многу други драмски дела, целото свое творештво и го посвети на борбата на нашиот народ против неговите поробувачи, релјефно одразувајќи го, но и распалувајќи го неговиот борбен дух, неговите надежи, но и неговата решеност да истрае на овој трнлив пат. Со своите револуционерни драмски агитки, а тоа е најсуштествениот белег на неговите драмски дела, со своите многубројни драмски трупи, регрутирани главно од редовите на македонската емиграција, тој постојано се наоѓаше во челните редови на македонското национално-ослободително движење. Затоа Чернодрински не можеше да го одмине овој врвен настан во нашето револуционерно минато и со задоволство ја прифати поканата на Крушевското благотворително братство да ги овековечи херојските илинденски настани, како што пишуваше во писмото упатено до него. Од друга страна, канејки го Чернодрински да напише драма за Илинденското востание, за жртвите што ги поднесе градот на Крушевската република, за херојството, самопожртуваноста и видовитоста на низините градители, Крушевското братство го имаше предвид случајот со Македонска крвава свадба, која е на нашето национално-ослободително движење, покрај огромниот пропаганден ефект, му донесе и значителни материјални средства, кои се користеа за набавка на оружје и други благотворителни цели. Така, во 1905 година, само 2 години по задушувањето на Илинденското востание, Чернодрински ја напиша драмата Духот на слободата. Меѓутоа, кога Чернодрински започна да ја пишува оваа драма, тој зад себе веќе имаше мощне големо драматуршко искуство и добро ги познаваше можностите и спецификите на театарската сцена. Затоа тој не се обиде да создаде драмска хроника, туку психолошка драма, ползувајќи некои решенија од тогаш популарниот романтичарски, па дури и символистички театар. Така, овој само по себе волуминозен и грандиозен настан, тој се обиде да го прекрши низ личната судбина на главниот херој на драмата, инаку истакнат револуционер и раководител на Крушевската револуционерна организација, кој поради врховистичките провокации паѓа в затвор непосредно пред востанието. Во моментот кога започнува драмата Духот на слободата, тој туку што се враќа од затвор, деморализиран и разочаран од интригите што продолжуваат да се плетат околу него. Затоа и ги прифаќа советите на татко му да се отргне од организацијата, да се ожени
i da se povleče vo mirните vodine малоградјанскиот живот. Но случајот сака неговата свадба да се поклопи со започнувањето на востанието. Соочен со оваа дилема, тој не издржува, ја напушта свадбата и загинува на куќниот праг. Токму со оваа трагична поента на драмата Духот на слободата ќе се запознаеме во минутите што следат. Маноиле. Прости ми, сакам, јас се задржав. Зошто си се облекол вака, Маноиле, каде ќе одиш? Во борба. Маноиле. Маноиле. Долгот народен ме вика. Се потиваш со мене. Зошто ти верував? Денес на свадбата, при првата брачна ноќ. Ти се подбиваш со мене затоа што знаеш дека јас сум сирече, дека нема кој да ме заштити. Подбивај се со мене и со мојата чест. Но пред да заминеш, врати ми онаму каде што денеска ме зеде. Зборувај така, Темјана. Што друго ми останува? Ти одиш планина, а јас дома. Врати ме дома, Маноеле. Меѓу нас ништо не се случило. Ти тука ќе останеш кај татко ми. Јас морам да заминам. Ако останам жив, моја си. Ако загинам, нека ти е просто. Да си имал ваква намера, зашто си се женил. Јас топтовица може да бидам девојка. Ти оди, а јас ќе се вратам дома. Ти си моја жена. И без моја дозвола не можеш да ја напуштиш оваа куќа. Пушти ме. Пушти ми или откажи се од твојата намера. Тука ќе останеш. Ти си должна мене да ме слушаш. Брата, јас. Јас морам да заминам. Ти ќе останеш во оваа куќа се додека сум жив. Збогом. Збогом. Маноиле! Маноиле! Маноиле, сине, што си наумил? Стори ми пат, татко. Што прави, сине? Невесто, што е ово? Остави ја неја намира, таа е моја невеста. Ако загинам, нека се омаши. Што зборуваш, сине? Кому го оставаш татко ти? Јас за тебе живеев. За тебе печелев, за тебе се грижев. Толку ли го цениш името и трудот на татко ти? Јас клетва сум дал да се борам за слободата на татковината. Ти својот долг го исполни. До вчера лежеше во затвор, а твоите другари без и да си сторил било какво зло, фрлија кал на твоето име. И народот им поверува, а сега одиш да се бориш рамо до рамо со тие твои другари и за тој наивен народ. Слушате ли? Слушате ли? Борбата започнува, јас задоцнив. Боже, Господи, што гледам? Знаме на кафејаната од Питугули се во. Коријата комите слегува. Од гумиња исто. Од каменаријата на грчката црква стрелаат. И учуматот го нападна. Се борат. Турците бега. Еме ги, посока. Господи Боже, што гледам? Детен си и жена закла турците. Маноиле, побрзај! Побрзај, Маноиле, спаси ги децата! Те преколнувам, татко, стори ми пат! Стори ми пат, татко! Умри кога повеќе ја цени собствената кожа од народната. Маноиле, сине. Пази се, Маноиле, пази се! Убија, Маноиле, убија! Убија,